Не цели 14 денари за килограм толку изнесува новата производна цена за пченицата, пресмета земјоделскиот факултет. Полјоделците не се задоволни, бидејќи производната е повисока од откупната и тоа ги носи во загуба. Од Националната мрежа на земјоделци алармираат дека на пазарот е настанат општ хаос, а килограм пченица се откупува од 8 до 12 денари. Не се согласуваме со таа производна цена. И според дефиницијата на законот, значи ние имаме некаде од производна цена плюс 25%. Значи тоа е загарантирана цена на пшеницата во Република Македонија. За жал сега на терено имаме општо дивење од страна откупчините, од страна на мелничарите, значи не почитуваат никаква економска логика. Значи тука државата мора максимално да се вклучи и да им помогне на полјоделците да го преживеат овој тешок период. Пченицата е стратешки производ и затоа државата треба да се вклучи со дополнителни мерки за земјоделците, се спасат од економскиот колапс, апелираат од Националната мрежа. Од страна на ресорниот министар Трипиловски имавме значена средба, искажана е кооперативност, соработка, има некои напори да се дојде до неко прифатливо решение. Тие кажа дека ќе се следи будно ситуацијата и доколку има простор државата ќе интервенира, на кој начин не знам. Ние баравме значи да се одделат некои средства преку интервентниот фонд да може да се постигне колку толку нека економска одржливост. Министерот Трипуновски апелира до земјоделците, доколку имат било какви забелешки при откупот, веднаш да алармираат до земјоделскиот инспекторат. Инспектори се на терен и се следи целиот процес. Ресорниот министер посочи дека по завршувањето на откупот ќе се направи анализа со цел да се утврди дали ќе бидат потребни дополнителни мерки од интервентниот фонд. Ожнеани се повеќе од 80% од посеаните површини, но климатските промени си го земаат данокот. Според правичните калкулации на мрежата, од оваа реколта се очекува да бидат ожнеани од 180 до 200.000 тони пченица, што ни приближно не ги задоволува основните потреби на населението.